си подава врака на брегот сам ракот паѓа, а негде нов ден се раѓа. Не можам веќе овде да седам, не можам туѓо сонце да гледам. Последен поздрав, мајко, ти праќам во струга мила, назад се враќам. Некој ви има познати фаци викнато, например, кога што викал Лука Модрич го викнал, не знам, овој да му свири, карикирам, Ацо Софрониевич. Вас некој да викнал некоја таква фаца или која ви е најголемата? Па нашите звезди сме свириле, да. Кај Пандев, кај Несторовски сме биле во Удинезе, Да, беше во Удине, бевме на два-три пати, уште некои колеги. Кај Пандев? Кај Пандев бевме во Женова, не свиревме тука прославата Академија Пандев кога влезе од втора во прва лига, тоа беше многу јака прослава 2017 година. И некои други вака приватни свирки што сме свирале, така да кај Филип Кузмановски ракометарот на свадба, кај Тамара Тоев на свадба свиревме. Така да има многу не можам да се сетам сега. Првата свадба мислеше на група Маестро. Добро де. Не знам, така некои попознати што сме свириле од шоу бизнисот, така да имаме. Кој си има највеќе? На кој највеќе на виолина, на хармоника или на... На нас тројца. На тројца, да? Не сме. Јер, знаеш ли биле? Војч така знаете ги знаем пари. Треба да ги намири се вака со хармониката. Ама точно знае кај да отиде. Вака тоа ги гледа. Кој е најголемиот бакшиш? Сега, знаеш, кој ги видиш слушна стрбиве, не знам, карикирам се, шавиш десно земји или тија, колку зимале златна, мата, не знам дали е вистина тоа, но деве, кај вас кој е најголем бакшиш, например? Од 500 нема повода. Од колку? Од 500 нема повода. Ева, така? Аха. Сега колку 500? Да, добро. Пошто кај тебе е полно. Генерално, да, си имам 19 ребра, така. Добро. Најмногу колку имаш на хармониката? 19 ребра имам. Колку имам добиено? Да бе, да, бакшиш, колку имаш? Не знам, ја обично не го бројам, тој сите ги взимаш, ги ставаш у купите. Аха. Али генерално... А најголем бакшиш колку е од вака? Собрав, Па кога ќе не заврши знам, вечерта, не сте сум броеле? пресматривал. Ви како тоа, броите, делите после сите заедно или? Да. Аха. Се се трга, за каса, за одело, Трошоци, за да. кондури. Па добро, сега. Али има, генерално не е тоа кој знае колку немаме такви суми како што кажуваат. Па не, И се некако стробите кои и ги некако кажеш, што изгледа. Што изгледа на видео, да. Колку и да се 20.000, 50.000, 100.000 неорска, тоа е пак нека. Во секој случај, без разлика на се, наметнавте еден стил и еден тренд кој што ве следат сега. Успеавте да се издвоите некако од Македонија, тоа го препознава и регионот. Ја не ви ласкам сега, тоа е вака кога ќе погледнеш од страна. Што мислите, момци, време ли е за еден концерт или се уште е рано? Например, еден Борис Трајковски или Јане Сандански. Маестро, бенд со гости, со едно со друго или е се уште рано? Тоа е еден од следните соништа што ги имам. Да, желбата е огромна. Сега не велам утре за утре. Да, јасно, тоа е еден од следните цели. Затоа што вие не свирите турбо фолк, вие правите едно таков сплет, комбинација на странско, па можете и забавно, и народно, и... Дека ќе биде добар концерт, дека ќе завршиме работа дека што треба безпрекорно, тоа сме сигурни, но за таа работа верувам дека и треба добар менаџерски тим, затоа што ние немаме време да се посветиме буквално на еден толков проект. Би требало сигурно некој добар менаџер да се појави, што ќе избутка таа цела работа. Добар маркетинг да се направи, може би не треба... Верувам дека е многу работа, така едноставно може изгледа, но еден концерт голем таков треба многу работа, премногу. Ние организиравме роден ден, 10 на група Маестро, па видовме колку е тоа голем проект. Сами да се организираме со гости кај што сме свириле да го направиме. Премногу работа, премногу трчање, не знаеш дали да правиш проби за свирење.
дали да правиш проби за свирење, дали да договараш телевизија, дали да тоа е еден голем проект кој што се надам и сигурен сум дека ќе се деси, но Може да е зрела работата, што викаш ти дали е време, дали сме Види, зрели за веројатно тоа, некој а да не јубилеј сме свесни. 15-20 години, но тоа претпоставувам вие најдобро го чувствувате бидејќи веројатно само доаѓа, како видите. Тоа се случува. веруваме дека публика имаме што ќе дојде, затоа што еве одиме во околните држави, па и во околните градови, каде што многу сите сали се секогаш полни, преполни, со место се бара плюс. Така да тоа покажува дека сигурно ќе има народ што ќе дојде, што ќе ужива во нашата музика што ќе изведуваме, но ќе си дојде, мислам, како што дојде и турнејата, како што дојде и YouTube пакетата, така да ќе си дојде. Силувале, ништо, нигде не сме се Без наметнале. никакво Наше е да работиме. Наше е да веруваме, да сакаме и да не очекуваме премногу. Како што И си ќе оди. си дојде и ново Секи си дојде. очекуваш да ствараш и притисок и може да се да ги сфорсираш работите. Ова мора да биде, а да не е зрело. Нас не ни е Секогаш терет. момент кој си созре работата ќе си покаже. Не ни е терет затоа што ја работиме за мене најубавата работа на светот, затоа што работиме со убав народ, со весел народ. Ги правите луѓето стрекни. Така, и уживаме во секоја забава, така да не гледаме на време, сигурно ќе се деси. Како реагирате на човек под пијанет, напиен кој ќе дојде свириме таа песна? Ја ти пари, Се помалце ги има више. Со искуството веќе ги Мислам дека Кафаната зема Вие не сте некој. кафански луѓе кои што ќе свират по кафани по Македонија, па што затоа велам го дигнавте некако левелот нагоре. Па и тоа кој ќе свириме во некој ресторан кој ќе гостуваме, пак што викаш левелот и сите што се дојдени гостите знаат кај се дојде, не знаат што може да очекуваат, имат 90% имат респект. Прво нескорно сака да се слика, сака да се Тоа да. не знам да ќе Добро, ама кажат Воки некоја мора да песна. влезе у жижата, знаеш, Да, кај Воки што не е е на историја овако. на полица. Случајно е тоа, значи Столица, случајно одама. Ја видиш кога спонтано. идам, не ме прашуваат, само би го местам. Ти се кача. Лесно му е. Лесно нема да скрши столот. Ризик за паѓање нема. Добро, од дома имате поддршката, така? Да, се навикнаа веќе. благодарни сме Сега во на Америка да не ги семејството. носите и нив, или има шанси да носите фамилија или повеќе? Сега нема такви идеи само. Овој пат не. Ама не, види, генерално и јас се обидувам да го објаснам. И е притисок, затоа што знаеш не можеш да мислиш и на концерти и да Да, на кој се фамилија, работа на работа, деца, тоа се да дојдат на работа, сега, работа. фамилијата, да. Па добро, Америка 2026-та, така почнува 2026-та за вас и плановите како ви се движат натаму за 2026-та? После Америка имате Тоа за веќе се кажано е веќе? isпланирано за 26-та, така да нема. 90% е све Добро, како може од денес, например, да ви се јави некој за септември, вие сигурно сте блокирани за свадба. Више Така? го доживуваме Календарот тој момент. е Се јавија баш денес за септември. Календарот е на за 26 наполно уште во јуни Што зборите? 25-та, така да веќе 6-7 свадби се за 27 договорени. И така, тоа е динамика, мислам народот го диктира тоа темпо на се порано и порано ги закажуваат сега приватниве прослави. Па не, и порано било така, ма сега ова Многу е страшна порано, една да. година, знаеш, Ама некој ова е одлично што е така. се да види знаеме некој има ние што кај сме. некој има дечко и девојка што одат една година сега. И сега Чекаат луѓето, мислам, Се тој треба да се јави брат кога да да закажам музика, женска ќе најдам. Сакам одма да се жени. Нас ни беше чудно дека 27 треба да се догаѓа. Стварно не е премногу далеко, но тој што знае што сака, тој што За знае 27 века Париса. Да, да, веќе Да. има 6 свадби, не знам треба да Што зборите? Да. Тој За тек 27 после короната се фати тој тек за нели нагло дојдоа свадби, тие што чекаа што нема направено свадби, не беше нели забрането. И као добро бе, па не е ништо страшно и година и пол да чекам, и сега веќе се зема тој трк и странците нашите што се во странство, нив не им менја многу, нели генерално има кои што се стои со дете, се завршиле општествениот брак, нели се вклучиле све и венчак и се, само забавата, и не им менја. И они си го Значи ве чекаат вас. Може и до следното има ли лето да поголем чекаат. мерак од тоа. Сега има многу јака ситуација пред некој ден, баш ми стигна порака каде што другар кај што свиревме, мислам кај што свиревме ние кај човекот, негов девер, не имаше договорено уште, мислам дека во август ни остави капар за нареден август и супер. Си земавме капар, подпишаме договор и пред 2-3 дена ми стигна порака, вика еве да знаеш дека официјално ја побара невестата, вика денес. Мене ми беше многу смешно. Добро е, Вика да. не може, вика Добро да ќе каже знае. сега датумот, не знаеме дали она ќе припати. Така да има и такви ситуации кои што се многу смешни, интересни, али се надам дека ќе прифати невестата датумот. 2027.
Ти имаш да кажам, пиши се 228 музика има. Знам еден град крај езеро, како росна цветна градина, град на браќа Миладиновци, град на мостови, песни и убавина, град на браќа Миладиновци, град на мостови, песни и убавина. Дрим тече среде струга, како струга нема друга. Кај да одиш, кај да шеташ, тука пак ќе се вратиш. Дрим тече среде струга, како струга нема друга. Кај да одиш, кај да шеташ, тука пак ќе се вратиш. Во струга јас не живеа, но ја носам вечно во душава. Кога прв пат се заљубив, чинам како втор пат да се родив. Кога прв пат се заљубив, чинам како втор пат да се родив. Порано се знаеше колку, отприлика 400-500 евра, нели, оно свадба. Денес колку е? Не мора маестор, колку движи, еве. Па пропорционално према квадрат стан. Како што е, нека израчунаат како било. Секој се со Зависи кај сака. души. Тоа е релативно, да. Вие сте 6 луѓе, така, има претпоставното денска, ноќна, денска, веројатно по невеста, не знам. Све си генерално нуди колку паќе кој движи град денес е. една свадбена весела. Кај вас не е битно дали ќе има 50 гости или 100 гости, 200, 300 или има врски. Па зависи, мислам тоа со бројки не, мислам јавно не може да ги кажеме, мислам Датумот тоа е даден веќе. Да. И за двајца да треба да свириме, веќе сте се западен. Така е, да. И колку движи, например, не на маестреве на сите, видите има многу групи, до колку се стигнати? Зависи, барам ние како функционираме, 1000 евра поминува или? Па зависи Така е, како, да. Да? Зависи каде свириме. Значи зависи дали сме во Скопје, дали сме во Охрид, дали сме во Гевгелија, дали сме во Битола, така да и таму имаме ние дополнителни трошкови со наше озвучење, превоз. А ова авторски права тоа вие се регулирате или хотел регулира тоа? Знаеш, што има некогаш хотел си ги или ресторан. А ние ги било што. пополнуваме програмата што ја Пошто изготвуваме. некогаш на времето и влегува инспекции влегува да видат имаш дали така. има дали Сега се има рестораните тоа го авторски права. потребуваат. Они се средуваат тоа. Добро, момци, за нова година каде? Заедно сте? Ке свирите? Да, свириме. 31.1 сме во Охрид во Нова Ривиера. Хотел. А, не сте на площад, на... Не мислев, Не, не, ладно сватив на... Не, сватив на площад. Не, во Охрид сме. Аха. Од кога бе такса? Поушо од мај, сега преговараме за дочек на 27. Сега се враќаме, не знам каде бе, уште ноември бевме. И сега е за 27 и ние исто. И тама сами ќе одите без жени? А ќе одиме со жена. Не, таму со жена. Добро, за тоа викам сега. Тука сме близко, нема. Таму со жена. Аха, и со деца. Без деца. И... Кај бабите. Кај бабите нормално. Нова година е некој посебен филинг, претпоставам не гледате веќе од аспект на тоа да заработиме нешто или Не, не си Нема Се да осеќа момент на свирката на забава и кај нас. Мислам ги Аха. сите се веќе прелабови, превесела атмосфера. Се забавуваме и ние. Добро, И дел кога си одмарате работиме. вие? Ние свириме без пауза. Значи, за на нова први година сабајлето свириме одмараме. без пауза. Кога Дневно по 5 почнавме сата до без пауза. 4 сабајле, 3 сати пееме без пауза. Толку ни Колку беше убаво. почнувате? Да ти кажам колку ни било убаво. Па Па и стално. 9 типа да почнеме до 3, така И да. ден денеска исто свириме. И многу луѓе Без не пауза. пушуваат. 9:30 до 3 без пауза. Така, вчера Не исто јадете? свиревме и газдата дојде ни рече, вика, свака час без пауза.
Стварно не е убаво, ете, тоа е Не можеш народот се весели, не можеш да направиш пауза, мислам колку Можеш ти да имаш направиш потреба. пауза, ама- Нас имаме слобода да направиме пауза, ама кога веќе има некоја енергија што вози, нема причина да ја прекинеме. 9 до 3. Браво. И 31.1. ќе видите А може и Така? више беше за нова Аха. година. 31.1. Охрид и потоа веројатно одмарате за Божик или не? Да, одмараме, Да, Божик и одмараме. Великден ги одмараме. Генерално јануар. 3 до 7 и пол одмараме. Бевте и во танец, меѓутоа што е обврските, притисокот не можеше да се издржи, па излеговте или не. и тоа е сепак институција. Еден преубав која што- период, да, преубав период, сам со гордост ќе кажувам и секогаш дека дете поминавме ни прекрасни 6 години. Бевме четворица од групата јас, Аце, Воки и Кире, четворица Дај Трајче кој беше, да, 5, членови од маестор кои бевме членови на ансамблот. Така да и со ова темпо и динамика мораше да се одбере нешто, таму беше многу одговорна работата, мораше да се одговори на аква. Од друга страна имаме нели календар кој е полни, кој е договорен година и пол унапред, а многу членови сме што не може да е еден, можеби да се некако калкулира, ама сега all-in влеговме во играва, да речено маестро. И од повеќе аспекти и од настапи нели кои што можат да се поклопат концертот танецува и физички и пак што викам Воки отсуство од дома, фамилија и се. Ти се свириш викенд и понеделник мораш да одиш пак на работа. Да. 31 работен ден има. Или 45 дена до А преубаво, И нешто се соочивме- нешто нематеријално задоволство ни бил Се танец. соочивме со Пред голем се. проблем кој што како што најавивме еве дека цела година ни е блокирана до нареден ноември, луѓето ти дале довербат и по тебе се ориентираат, доаѓа момент на концерт, ние треба да се објасниме дека имаме концерт со танец во било каде во И држава. тоа што правите, вагате, што е по... Па не, проблем е да Стресно објасниш беше на тоа, луѓето, тоа беше стресно стресно многу за за нас. нас што сите резервираат по тебе, се ориентираат на една салба е битен, најбитен може би или Не дозволивме да има никаков може проблем. би Кире, може било кој од нас. И во тоа ситуација може да се погоди да те нема тебе да мора да одиш да настапиш на тој концерт бидејќи нормално и тоа ти е работа. Така да тој ни беше многу Тоа што стресен. без војче дошли, ти се, или без иле дошли. Никогаш не оставаме така, ние се снојавме, брзавме, возевме да стигнеме да направиме сите да бидат задоволни, но ние си го припишуваме стресот на нас затоа што ние највише осеќавме одговорност за тоа дека некој ти дал доверба и ти треба да го изневериш. Не сме тоа да се Успеавме деси. да не изневериме Па никој. тоа, Успеавме многу малтретирање, успешно. многу возење, Али многу многу- летање од Америка, се сеќам бевме на турне, јас се вратив и директно од аеродром отидов на свадба да... Не, знаеш дека се сеќавам на тоа зборев и тоа не знам кај отиде, дали Струмица негде кај Не, беше. не, тоа- тоа во Струмица беше Шери. А? Во Шери бевме. И толку убаво се осетив кога си дојдов на бината, така, свој на својото. Што очекувате од Америка? Америка, Канада ќе види или само Америка? Америка и Канада. Каде? Њујорк, Нью-Йорк, Нью Џерси, Детройт, Чикаго. Чикаго и Торонто. Торонто и уште еден град во Америка, мислам дека имаше, не. 5 концерти во Америка и еден во... Лос Анџелес не идете? Не. Денвер не идете? Да, не. кошарка дали ќе Е, гледате? Чикаго, Денвер ми е пишана за 8 февруари, ама ќе видиме. Имаме пријатели кои што више и... Чикаго, Денвер на 8 кажаат дека февруари, ќе да. Да знаеш, мори моме, да знаеш, колка жалба за младост. Ноќ паднала, а месечина као дан. А ја Мераклија на мој конј Дорчо, голем бел, иде ногом пред ногом, врањански со какази, а иде право у бању. А у бању Коштано голем мерак. Чалгаджије свире, девојке на столови играју, Коштана поје,
пое тънко, тънко на високо. Па разкопчала je лек, па напумпала груди. Шта врањанци кажу, да ти штукне. Е туј песму коштано да ми поеш, жал за младост, што ми тако брзо оде и се не врати. А ви бе чалгаджи, елајте вамбре, газда Митке има една песма. А njegova je pesma vesela, изгуба, висока како шар планина, широка како небо, али чиста, чиста коштано како душа njegova, како душа njegova. Е туј песму коштано да ми поеш жал за младост, да чуем тај твој глас, тај звонлив глас, па да умрем, да не жалим. А сад, пој коштано. Ајде, мајстро. Отвори ми бело вече вратата, аман портата. Да ти видам бело вече лицето, аман лицето. Да ти видам бело вече лицето, аман лицето. Ајде! Јас не можам, мило либе, да станам, да ти отворам. Легнала ми стара мајка на прстан, ама заспала. Легнала ми стара мајка на пустан, ама заспала. Добро, за крај може една порака за сите оние кои што не гледаат. Најискрени желби за прво добро здравје и многу среќни моменти, причини за радост и за славија, за музичка делет тука маестро. Така е. Се. Бог да ни подари на сите убавина, љубов, мир, слога во целиот свет генерално. Да се сакаме македонската народна музика и Да уживаме. да уживаме. Исто Океј. јас би им посакал на сите најмногу здравје, тоа е најбитно, Господ да не чува сите и да ни носи среќа, радост и повише веселби да се дружиме колку што е можно повеќе. Благодарам многу што бевте дел од овој Благодарам. серијал. Фала. Патот успехот. Да си ни жив и здрав. Фала тешко. Фала.